Почитувани сограѓани од населбата Автокоманда, можам да ви најавам дека набрзо ќе биде пуштен во употреба најсовремениот културен центар во нашата општина, културен центар во кој што ќе имаме културен дом, библиотека и најсовремено музичко студио. Ќе продолжиме и со проектот за поддршка на колективните згради во делот на санација на кровови, лифтови и фасади. Исто така за следниот период ќе продолжиме и со реконструкција на улиците во населбата Автокоманда, со изградба на пешачко-велосипедските патеки, како и решавање на проблемот со паркирањето, односно ќе продолжиме со изградба на паркинзи низ населбата. Во делот на поддршка на младите, ќе продолжиме со поддршка на проектите за младите, а исто така ќе продолжиме и поддршката на проектите за пензионерите и пензионерскиот дом во оваа населба. Со новиот детален план за Автокоманда ќе се овозможи во иднина да може да се прошири и комплетно да се реконструира и спортската сала Металург, со што ќе се добие уште еден капацитет спортски за спортување на сите наши жители од ова населено место. Ќе продолжиме со решавање на водоснабдувањето, проблемот со високата зона, со изградбата на новиот водоводен систем по улицата Хрватска. Верувам дека овој проблем веќе жителите од оваа населба нема да го имаат во текот на летниот период. Ќе продолжиме со санација на основното училиште со Стив Наумов, со реконструкција на прозорите, реконструкција на фасадата и санитарните чворови, а исто така посебен акцент ќе ставиме на подобрување на хигиената во Автокоманда. Во постапка е веќе набавка на 2 комунални специјализирани возила кои што ќе вршат чистење, миење на улиците, а исто така ќе продолжиме и со проектот за поставување на подземни контейнери и ангажирање на сезонските работници. Ќе продолжиме и во делот на доуредување на парковското зеленило околу колективните згради, засадување на нови дрвја, се со цел да направиме повеќе зелен простор и поздрава почиста животна средина. Затоа, почитувани сограѓани, ве повикувам на 29-ти масовно да излезете, да го заокружите бројот 13, за да можеме јас, како градоначалник на општина Газибаба, заедно со мојот тим, со советниците од Советот на општина Газибаба, сите овие проекти за жителите од населбата Автокоманда на дело да ги реализираме.